Двајцата сме согласни дека секој треба да си ја направи својата работа во својот дел и на своја територија за да можеме да имаме резултат кој ќе обезбеди и хуман третман, но и безбедна и сигурна ситуација во однос на справување со мигрантската криза. Колегата Курц ми ја потврди помошта која Австрија ќе ја даде во овој дел и во делот на контрола на границата и во делот на напорите за регистрирање, како во луѓе, така и во опрема, со цел да можеме да се справиме на еден соодветен начин со сите оние мигранти кои транзитираат низ територијата на Република Македонија. Мерките кои ќе ги превземаме ќе бидат одраз на одлуките кои ќе се носат во Германија, Австрија и другите земји членки на Европската унија кои се крајна дестинација за мигрантите. Ние како прво моравме да утврдиме горни граници за 2016 година. Тоа ќе бидат 37.500 мигранти кои што ќе ги примиме. По два, нашето Министерство за внатрешни работи одредува дневни контингенти, значи број на мигранти по ден на кои ќе им се дозволи влез, за да може и тоа да се регулира. И како трета точка ќе наведам дека веројатно за некој месец нашата максимална бројка ќе биде веќе постигната, така што Австрија ќе мора да ги стопира мигрантите на својата граница. Gänzlich an der österreichischen Grenze zu stoppen. Mazedonien muss darauf Денес разговаравме и споменав дека Македонија мора да биде подготвена комплетно да го стопира влезот на мигранти во незините граници со оглед на тоа дека по Грција таа е првата држава со која што се соочува со мигрантите. Од тука знаеме дека ова е тешка задача. Денес се договоривме дека Австрија ќе даде поддршка и тоа не само во форма на персонал од редовите на австриската полиција и војска, туку истовремено и опрема за да и се возможи на Македонија на најдобар можен начин да се справи со предизвикот. Колку мигранти ќе влезат во Македонија зависи од колку мигранти ќе бидат примени во земја членка на Европската унија. Колку што ќе биде тој број, точно толку ќе пуштиме и да транзитираат низ Република Македонија. Тоа што е најбитно за нас е дека ја обезбедивме границата и ќе продолжиме да ја обезбедуваме и со помош на поголем број на партнерски земји, вклучително и Австрија, таа контрола ќе биде доведена на ниво на кое ќе имаме максимална обезбеденост и спречување на било каков влез. Што значи дека единствениот начин на кој ќе може да се влезе во Македонија ќе биде на место кое е легално обележено и може да се направи регистрација. А таму бројот на влезови зависи од бројот на луѓе кои ќе бидат прифатени во Европската унија. Wenn ich starten darf, vielleicht zur Frage der zusätzlichen Ај првин да го одговорам првото прашање во однос на можноста за отворање на нови бегалски прифатни центри и кампови. Тоа секако зависи од бројот на бегалци кои што ќе бидат на границата. Знаеме дека голема една струја е веќе тргната на пат кон Европа, со тоа што сметаат дека брзо ќе стигнат до Европа и ќе подобрат својата иднина и својот животен стандард. Она од што зависи дали ќе се отварат дополнителни кампови, тоа секако зависи од политиките што ќе се водат во државите кои што се целни држави и секако е можно доколку има голем број на бегалци и во Македонија и во Грција да се отворат дополнителни прифатни центри каде што ќе мора да се задржат бегалците до оној момент додека не може да пројдат, но ние сме подготвени да дадеме и на ова поле помош и поддршка.